Стадион. Емисија за вашата вистина. Ај вака да ве прашам. Вие бевте председател на антикорупцијска комисија во период кога антикорупција не беше толку популарна. Не особено кај меѓународните фактори, немаше позитивни забелешки, тоа е оксиморон, позитивни назнаки во тие извештаи за антикорупционерите. Повеќе вашата јавност беше присутна по одредени скандали, изјави од типот на Тантуровски, мислам дека беше, за век и веков, да ги заборавиме становите на Груевски, амин. Тогаш и покрај ова сега што го зборувам, вие, односно Македонија, нашата држава беше многу подобра на индексот на корупција на Транспаренси. Сега позитивни работи слушаме во тие извештаи меѓународни за антикорупција, а ние сме рекордери за корупција. Кажете ми, го видовте ли извештајот, сте го проучували индексот, кој е вашето објаснување на ова сега што го кажа? Вака, значи, прво да ви кажам дека ги мешате малку работите. Господинот Тантуровски беше во друг состав, значи ние не бевме во исти состав. Значи јас бев во предходен состав пред нив. Значи не сме били и затоа не може да се разбереме за ова прашање. Меѓутоа, ајде да збориме за ова што сега се објави, индексот на Transparency International, 111 место. Не во мое време, кога јас сум бил председател на таа комисија, тоа беше 2013 година, 14, ние бевме на 63-то, 67 место. Значи сега сме на 111. И веднаш ќе кажам, во никој случај не сме вината за оваа позиција да се стави на Државната комисија. Ниту за успесите, ниту за неуспесите. Државната комисија, знаете дека е превентивно административно тело кој што нема оперативни надлежности. Значи, таа креира политики, стратегии, програми и ја да не навлегувам во тоа. Минатата година кога бевме на јавна дебата по закон за јавно обвинителство, јас го отворив ова прашање и кажав дека можеби, поаѓајќи од тоа што минатата година бевме на 106-то место, можеби е сега време да се пристапи кон промена на институционалниот модел за борба против корупцијата. Значи, јас се уште се залагам и ќе се залагам и во иднина. Значи, ние, кога имаме ваква алармантна состојба со показател кој што кажува дека во општеството веќе црвената линија е помината, треба да преминеме кон суштински промени, односно да го смениме институционалниот модел за борба против корупцијата. Што значи тоа? Тоа значи дека во светот има 3 модели за институции за борба против корупцијата. Ние го имаме најлесниот модел, најмекиот, тоа се превентивните тела. Јас се залагам да преминеме на вториот тип на модели, тоа се агенциите за спроведување на законот, кои што може да бидат тела во рамки на јавно обвинителство или тела во рамки на полицијата. Поконкретно се залагам за хрватското искуство, тоа е таму се нарекува Канцеларија за сузбивање на организиран криминал и корупција, значи не за спречување, туку за сузбивање, кое што е јавно обвинителство. Ние во Македонија имаме таква институција, тоа е јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, основното јавно обвинителство. И меѓутоа, која е поентата? Поентата е во лицата, во интегритетот на лицата кои што работат внатре. Значи јас никогаш не се залагам за адхок решенија, туку се залагам за корените темелни решенија. Што значи дека многу е битно кои луѓе ќе бидат избрани да работат во таа институција. И тука сега одиме уште подлабоко во изнаоѓање на решение за проблемот. Пред неколку дена во едно интервју јас истакнав дека ние треба, значи, да направиме, се разбира со политичка волја, треба да направиме промени и во начинот на избор на членовите на судскиот совет, на совет на јавни обвинители, на управен одбор на Академија за суди и јавни обвинители. Што значи тоа? Тоа значи транспарентност во таа постапка. Добро знаете дека кога се избира членовите на судскиот совет, односно на совет на јавни обвинители, таму се избират дел од собрание, дел се избират од страна на судовите, од судиите, односно обвинителите. Ова ви го кажувам бидејќи постапката во собрание пред се треба да биде максимално транспарентна, да видиме кои се тие луѓе што се пријавуваат, каков капацитет имаат, какви достигнувања имаат, каква визија имаат.
Значи треба да поминат низ неколку филтри тие лица. И кога ќе вградиме такви луѓе во основите на тие институции, значи луѓе со интегритет, тие ќе го одбива значи туѓето влијание, што значи дека тие ќе го прават прочистувањето на судството и на обвинителството. Ова е клуч кој што неопходно нам не е потребен. Политичката волја е потребна затоа што тие треба во законодавниот дом да ги донесат законите. Меѓутоа, знаете што е битно? Политичката волја треба да биде минимизирана во процес на избирање на тие лица, што значи дека ние го имаме проблемот како да ги најдеме тие кои што треба да ги ја вршат селекцијата. Значи тоа е она суштинско прашање со кој што ние се залагаме. Еве ви ќе ви го спомнам, јас се извештајот на Heritage за 2020, каде што за Македонија знаете што пишува, дека имам го зборен тој во друга емисија, дека имаме лимитирана независност на судството, дека телото за надзор над судовите дека е политизирано, дека има сериозен проблем Македонија има со корупцијата. Значи, ние мора да пристапиме во што е можно поскоро време кон суштински промени во целокупната антикорупцијска политика. Првиот чекор ни се судството и обвинителството, а потоа и другите сегменти во општеството. Секаде каде што има значајна општествена функција, транспарентност во изборот. Затоа што транспарентноста во изборот на тие лица, транспарентноста во работењето на самите институции, слободниот пристап до информација од јавен карактер, ефикасните истраги на јавното обвинителство, судењето во разумен рок за корупцијските случаи, конфискациите и така натаму. Тоа се значи факторите кои што неопходно нам ни се потребни во ваква состојба во која што сега се наоѓаме. Стадион. Емисија за вашата вистина.